Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, ве сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Се гледа некако крајот на овој циклус емисии во Центар. Остана уште две емисии, четврток 22 часот и недела во 22 часот. Можно е да има трето политичко интервју, ќе видиме, меѓутоа ќе има уште две емисии сигурно, тоа е четврток во 22 часот и недела во 22 часот. Повеќе од 80 емисии. Почнавме почетокот на октомври, интервју со Ѓорѓе Чакарјановски, ќе завршиме почетокот на август. Одлична телевизиска сезона, јас сум многу задоволен, како што сега стојат работите, секоја емисија или најмалку гледаната емисија има 60.000, повеќе од 80 емисии се гледани повеќе од 60.000. Тоа се бројки за респект, ви благодарам за довербата, се поклонувам пред вашата доверба, почитани гледачи. Во текот на летото ќе имаме една работна атмосфера, ќе се обидиме да снимиме неколку политички анализи во текот на месецот август, ќе бидат соопштени кандидатите за градоначалници, ќе бидат соопштени советничките листи, ќе има тензии во политичките партии. На почетокот на септември, 5 септември, ќе продолжи пописот во Република Македонија. Повеќе од 20 години нема спроведено попис во Република Македонија. Официјално телевизиската сезона на емисијата во Центар почнува на почетокот на октомври. Меѓутоа во текот на септември ќе снимиме неколку политички интервјуа кои ќе ги емитуваме секоја недела во 22 часот. Ќе имаме мини политички анализи, бидејќи ќе имаме една турбулентна политичка ситуација. Ќе имаме попис во Република Македонија, политичките партии ќе се подготвуваат за локалните избори, веќе има тензии да се пролонгира почетокот на локалните избори, ќе имаме тензии во власта, ќе имаме тензии во опозицијата, рейтинзите покажуваат дека власта се наоѓа водство некаде 3% предност на СДСМ во однос на ВМРО ДПМН, што значи дека ќе имаме едно бурно лето, ќе имаме еден бурен почеток на есента и ние ќе бидеме присутни со нашите политички анализи. Вечер имаме на политичка анализа во трајање некаде од 55 до 60 минути. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Што се случи изминатите 10 дена или изминатите 15 дена, ние имитувавме две интервјуа или едно интервју во две продолжења со генералот Јован Милановиќ, одлични интервјуа, каде што всушност видовме како функционира НАТО, како функционира НАТО системот, дека тоа е ранлив систем, дека тоа е шуплив систем и дека можно е од таму да се украдат одредени информации, одредени топ секрет информации, и тоа го кажавме и тоа го анализиравме во интервјуто со господинот или со генералот Јован Милановиќ. Во четвртокот имавме пауза и во овие изминати 15 дена се случија многу клучни настани, многу битни настани. Ние ќе почнеме со интервјуто на министерот за полиција на Република Србија, тој Александар Вулин, кој го дава за Пинк телевизија. Тој е прв политичар од така висок ранг, од така висок формат, кој вели дека проектот Српски свет ќе биде формиран како одредена заедничка држава, дека тоа ќе биде направено со неиспукан куршум и дека ако пред 60 години сте прашале некој по завршување на Втората светска војна дали е возможно да дојде до обединување на Германија, сите би ви рекле дека тоа е утопија, дека нема шанси да има обединување на Германија. Меѓутоа, 1990 или 1991 година се обединиле двете германски држави. Тоа го говори министерот за полиција на Република Србија Александар Вулин, кој вели дека без испукан куршум, еден ден, по мирен пат, сите српски земји ќе се обединат во една држава. Или како што тој вели, српскиот свет ќе биде обединет во една држава. Никој досега тоа го нема кажано и Александар Вучич, ниту било кој политичар на понизок ранг во Република Србија. Како идеолог на таа стратегија на српски свет, а тоа е триаголникот Бања Лука, Подгорица и Белград, со можно вклучување на Скопје и на Република Македонија во тој српски свет, тоа го кажуваше и идеологот на таа стратегија, тој Александар Раковиќ. Интервју со Александар Раковиќ имавме некаде пред 1,5 месец или пред 2 месеци во рамка на емисијата во Центар. И според мене тоа беше најсуштинското интервју. Не помина многу забележливо од ваша страна, немаше многу реакција од ваша страна, меѓутоа таму беше анализирана таа стратегија на српски свет, односно сите српски земји, сите српски територии да бидат обединети во една држава. И тоа сега го кажува и го промовира во интервјуто на Пинк телевизија, на најгледаната телевизија во соседна Република Србија, министерот на полиција Александар Вулин. И вели дека без испукан куршум, по мирен пат, кога тогаш српските земји и српските територии ќе се обединат во една држава. При тоа мисли на Република Македонија. И тоа е таа опасна српска стратегија, почитувани гледачи, и на таа српска стратегија ова структура на Александар Вучич работи веќе подлог временски период. Прави се што е во нивна моќ, што е во нивни услови да може да ја реализира таа стратегија. Таа стратегија
всушност ќе најди на голем отпор, не само на Балканот, не само во регионот, туку и во Европа. На прашањето на новинарката, дали Европа ќе се согласи со реализација на таа стратегија, сите српски земји и сите српски територии да бидат обединети во таа држава на српскиот свет, Александар Вулин вели, истата таа Европска унија не се спротивстава на проектот Голема Албанија. Гледате што прават сега србите. Не се обидуваат да го демонтират или да направат демонтажа на проектот Голема Албанија, туку сакат на проектот Голема Албанија да го спротивстават проектот на Голема Србија, притоа тие не говорат за Голема Србија, туку говорат за стратегија на српски свет. И тоа значи интегрално решавање на албанското и интегрално решавање на српското прашање на Балканскиот полуостров. И тоа што ви окажав пред некаде 2 недели, дека формирањето на Вишеградската група беше направено сите држави во пакет да станат членки на Европската унија, при тоа централната држава беше Полска и сите чека Полска да ги исполни условите за да може да станат членки на Европската унија, а Малиот Шенген или проектот на Малиот Шенген всушност значи проект за интегрално решавање на албанското и на српското прашање на Балканскиот полуостров. При тоа централната држава во рамки на Малиот Шенген е Република Србија. И сите ние ќе станеме членки на Европската унија дури кога Република Србија ќе ги исполни условите за членство во Европската унија. А Србија ќе ги исполни условите за членство во Европската унија тогаш кога ќе го реши косовското прашање. За да не испаднат србите губитници, за да не капитулират во однос на Косово, тие развиваат стратегијата на српски свет, односно триаголникот Бања Лука, Подгорица и Белград, со можно вклучување на Република Македонија во таа комбинација или таа групација на српскиот свет. Александар Вулин само го проби мразот. Во наредниот период се повеќе политичари од Белград и соседна Република Србија ќе говорат за таа стратегија на српскиот свет, односно за реализација на стратегијата. Сите српски држави, сите српски територии на крајот без испукан куршум по мирен пат да бидат обединети во една заедничка држава. Знаете, почитувани гледачи, србите никога се немаат откажано таа своја стратегија. Никога се немаат откажано таа своја идеја. И тоа што се случуваше со Русија, со Руската Федерација, кој во од изминатите 30 години еменува својата форма, еменува формата на својата стратегија, и ако претходно тоа го праве со тенкови, авиони и така натаму, сега го прават со рускиот природен газ, тоа го прават и србите. Ако пред 20 или 30 години сака да реализира таа стратегија сите срби во една држава, со помош на Југославенската народна армија, сега еменуваат формата. Тоа го прават дали преку вакцините на Александар Вучич. Гледате, тоа беше една добро осмислена стратегија, кога Александар Вучич со помош на таа вакцина дипломатија се обиде да се наметни како нов лидер на овој Балкански полуостров, или на просторот на поранешна СФР Југославија, или на просторот на тој српски свет, како што тие сега го нарекуваат. При тоа не им треба Словенија, не им треба делови на Хрватска, им треба Босна и Херцеговина, им треба делови на Косово, Република Македонија и Црна Гора. Тоа е стратегијата на српски свет. Ако успеат во таа мрежа да уловат и делови на Хрватска и делови на Словенија, уште подобро. Меѓутоа тоа не е правенствено. И така се менува таа стратегија. Тоа се прави или со вакцина дипломатија, но најмногу се прави со помош на медиумското присуство на Србија на просторот на екс-Југославија. Не знам дали го следите тој конфликт помеѓу спорт клуб, тоа е групација во рамки на Юнајтед групата на Драган Шолак, и тоа е ова Арена Спорт, која е всушност телевизиска групација на Телеком Србија, односно државно предпријатие со кој управува Александар Вучич. Таму е битка до истребување, се нудат огромни суми на пари, јас ќе ви прочитам за какви пари станува збор. Се купуваат првенства на Италија, првенства на Шпанија, првенства на Англија, односно на Велика Британија, и се даваат многу пари. Меѓутоа на тој начин, со помош на Арена Спорт, која е државно предпријатие, која е предпријатие на Телеком Србија, која е во државна собственост, со него управува Александар Вучич, Србија и српскиот свет ви влегува дома. Прво ќе ви влезат како спортски преноси, а подоцна може да ви влезат како сакат. И гледате како бугарите ги ја губат таа битка. Бугарите вртат околу Република Македонија, прават проблеми околу Република Македонија, ставаат вето на Република Македонија, и кога вие ќе дојдете во ситуација да ставите вето, тоа значи дека сте изгубеле битката. Србите тоа го прават многу поинтелигентно. Со помош на вакцини, ви дават без пари вакцини, ве навлекуваат, ви прават фама дека живееме во една иста држава, и праќаат порака дека ние сме исти, дека Југославија можеби се распаднала, меѓутоа таа југоносталгија постои понатаму, функционира и понатаму, и сега тоа ќе го прават на медиумски план.
Никога србите не се имат откажано од овие простори на медиумски план. Меѓутоа, ако тоа пред 10 или 15 години го правеа преку Пинк, преку Пинкови звезди, преку Пинкови звездички, преку Гранд Парада, Гранд Шоу, сега ќе го прават преку Арена Спорт. Правенствено велам преку спортски преноси. Ако веќе ќе ви влеза дома преку малите екрани или преку телевизорите, подоцна може да прават што сакат со вас, може да ве месат како пластелин. Тоа е српската стратегија. Ќе ви влеза дома на медиумски план и подоцна може да прават што сакат. И ако мислите дека ова е нешто неважно или дека ова е нешто небитно, почитувани гледачи, јас ќе ја потсетам на две работи. Ако љубовта влегува на уста, тогаш пропагандата влегува во кај вас или во вашите домови преку малите екрани. 35 милиони евра дава годишно да ги откупи правата за емитување на англиското фудбалско првенство Спорт клуб. Спорт клуб е дел на таа групација United Group, која е собственост на Драган Шолак. Предходно тамо беше господинот Петриус, поранешно шеф на ЦИА, тамо е Грандет звезда, нали, па Брен и така натаму и така натаму. Стано збор за една огромна групација, можеби најголемата групација на Балканскиот полуостров, бидејќи во нивна собственост е најгледаната бугарска телевизија ТВ Нова. Значи 35 милиони евра дава за откуп на правата за емитување на англиското фудбалско првенство не во Бугарија, не во Руманија, туку на просторот на екс-Југославија. Значи Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Република Македонија. И не ги добиват правата, иако до 2022 година англиското првенство ќе се емитува на Спорт клуб. Значи, можете ли да претпоставите колку пари нуди Арена Спорт, која е предпријатие во собственост на Телеком Србија, а Телеком Србија е во државна собственост, значи дека Александар Вучич може да го именува директорот на Телеком Србија, ако овие нудат 35 милиони евра. Овие значи нудат многу повеќе за да може да биде прекинат договорот со Спорт клуб. И од 2022 година до 2028 година, иако не се знае која е сумата што е понудена, англиското фудбалско првенство ќе се емитува на Арена Спорт. И Арена Спорт, со помош на англиското фудбалско првенство, секоја сабота, секоја недела и секој понеделник ќе влегува дома преку малите екрани. Тоа е пропаганда. И подоцна може да ви дадат тамо, читајте Ало портал, читајте Србија Данас портал, има во Ало или во Србија Данас вакви или такви информации, па не знам, читајте Телеграф Србија и така натаму и така натаму. Така се прави пропаганда. Значи Спорт клуб нуди 35 милиони евра. Можете ли да претпоставите дека ако некој понуди 35 милиони евра за просторот на екс-Југославија, дали може да ги извади тие пари? Нема шанса. Нема шанса ако некој понуди 35 милиони евра само за англиското фудбалско првенство да ги извади ни приближно да ги извади тие пари или да исплати таа инвестиција. И Спорт клуб не ги добива правата за англиско фудбалско првенство, ги добива Арена Спорт. Значи можете да претпоставите кој е интересот на државното предпријатие во собственост на државниот Телеком на Република Србија да плесни на маса толку многу пари за да може да ги откупи правата за англиското фудбалско првенство. Видите, внимавајте како растат цените и на другите првенства. Италијанското првенство, каде што правата до пред некоја година се откупува за 5 милиони евра, сега се откупува за 23 милиони евра. Шпанското фудбалско првенство, правата кои се откупувале за 8,5 милиони евра, говорам за права на просторот на екс-Југославија, сега од 8,5 се зголемени на 14 милиони евра. Лигата на шампиони во фудбал, која претходно чинела 18 милиони евра, сега чина 45 милиони евра. Тоа се фрапантни суми. Само за фудбалски првенства Арена Спорт ке плесни помеѓу 150 и 200 милиони евра. Од каде тие пари? Зарем мислите дека граѓаните на Република Србија им е во интерес да дават пари, да плаќат скап интернет, да спаќат скап Телеком, за Телеком Србија со помош или преку Арена Спорт да фрли 150 до 200 милиони евра да ја откупи правата на првенства на Шпанија, на Италија, на Англија, Лигата на шампиони и да ги емитува во Република Македонија. И мислите дека тука има економска логика? Не. Тука има политичка логика. Со помош на тие права, со помош на тие првенства, тие ви влегува дома. Тоа е најлесен начин некој да ви влези дома. Кога ќе ви влези дома, тогаш може да ви прави што сака, да ве меси ко пластелин. Тоа е пропаганда. И кој тоа не го разбира, не разбира ништо од политика, почитувани гледачи. Повторувам, клучно е да стекнете навика. И тамо на Арена Спорт нема да ве нарекуваат Северна Македонија. Нема да ве навредуваат. Ке ве навлечат да гледате. Ке плюкате по македонски телевизии, бидејќи тие не се во состојба да фрлат толку многу пари за купување на фудбалски првенства, ке се вршат преносите на српски јазик, ке ви влегуваат дома, ке ви направат навика
и подоцна кога ќе стекнете навика, вие сте зависни од тие програми. Тогаш можат преку тие програми да ви пласират било какви информации, вклучително и стратегијата на српскиот свет, односно сите српски територии, сите српски држави, да бидат обединети во една заедничка држава без испукан куршум во наредните 20 или 30 години. Или како што вели Александар Вулин, еден ден ви гарантирам дека сите српски територии или таа стратегија на српскиот свет ќе бидат обединети во една заедничка српска држава. Пред да дојдеме на домашни теми или на анализа на тоа што се случува на теренот на Република Македонија, ќе го анализираме и интервјуто на Вилијам Монтгомери. Тој е поранешен амбасадор на Соединетите американски држави во поранешна СР Југославија, во Хрватска и во Бугарија. И тој во интервјуто за Вечерни лист, за хрватскиот Вечерен лист, кажува две работи кои се исклучително битни. Како прво, дека американската ЦИА имала брод во пристаништето Цавтат, а тој е на самата граница помеѓу Хрватска и Црна Гора, и тој брод и тие агенти на ЦИА имале само една единствена задача, дека ако Слободан Милошевиќ тргне на Мило Џукановиќ, брзо да може да интервенират и да го извлечат од Црна Гора Мило Џукановиќ. И како второ, дека ЦИА знаела за шверцот со цигари на Мило Џукановиќ. Меѓутоа, иако знаеле за шверцот на цигари на Мило Џукановиќ, му гледале низ прсти, бидејќи на тој начин Мило Џукановиќ ја финансирал својата власт, го финансирал своето владење и со помош на таа финансиска инекција можел да му се спротивстава на Слободан Милошевиќ. Внимајте, почитани гледачи. Значи, ЦИА знаела за шверцот на цигари. Не само што знаела за шверцот на цигари, туку и го стимулира да го дозволувала шверцот на цигари. Зошто? Бидејќи со помош на тие пари од шверцот на цигари, Мило Џукановиќ ја засврстил својата власт и можел да му се спротивстави на Слободан Милошевиќ. Гледате како функционират американците. Тие нема да ве симнат од власт ако вие правите шверцови, ако вие правите криминал. Туку тие ќе ве симнат од власт ако вие сте некорисни за нив. Мило Џукановиќ во тој временски период бил користен за американците, бил користен за ЦИА. Зошто? Бидејќи му се спротивставал јавно на Слободан Милошевиќ. И како вели амбасадорот Монтгомери, Мило Џукановиќ според него бил најинтелигентниот политичар изминатите 30 години на просторот на поранешна Југославија. Во почетокот бил близок на Слободан Милошевиќ, па кога видел дека Слободан Милошевиќ губи власта, се свртил на друга страна. Кога завршила битката против Слободан Милошевиќ, а тоа се случи на 5 октомври 2000 година, тогаш почнува да виси Мило Џукановиќ. Тогаш Италија, која има информација за шверцот на цигари, Велика Британија и британскиот амбасадор во тогашна СР Југославија барат Мило Џукановиќ да биде симнат од власт, меѓутоа благодарејќи на амбасадорот Монтгомери, кој прави одредена анализа и вели дека тие политички партии, првенствено просрпските партии во Црна Гора, кои би сакале да дојдат на власт и да го сменат Мило Џукановиќ, се многу полошо решение во споредба со партијата на Мило Џукановиќ, тоа не дава зелено светло за смена на Мило Џукановиќ. Така Мило Џукановиќ останува на власт, меѓутоа му се стеснува обрачот. Мило Џукановиќ ги губи парите од шверцот за цигари и мора тоа да го компензира на друг начин. Тогаш го праќа својот најблизок соработник да биде амбасадор во Руската Федерација. Така почнува да влегуваат руски пари во Црна Гора. Но кога сваќа дека и картата на кој игра, тоа е руската карта, нема добитна карта, Мило Џукановиќ прави уште еден маневр и Црна Гора станува членка на НАТО. Тогаш има обид за државен удар, како што објаснува амбасадорот Монтгомери, меѓутоа се смасува Мило Џукановиќ. Пораката која треба да се извлече од ова интервју на амбасадорот Монтгомери дадено за Вечерни лист, дека кај американците нема сојузници, кај американците нема принципи, има само интерес. Тие ќе ви ги толерират сите шверцови, сите криминали, се додека вие работите и ги спроведувате нивните планови и ги реализирате нивните операции. Во оној момент кој вие ќе станете непотребни, тие ќе ве пуштат низ вода како Мило Џукановиќ, пораката на македонската опозиција. Немојте да ја критикувате криминалите на власт, бидејќи нити една власт не паднала од американците бидејќи правела криминали. Една власт ќе се замени во историјата ако опозицијата стане подобра опција на која карта ќе играат американците и американската официјална политика. Доаѓаме на домашен терен. Во Република Македонија се случуваат три битни работи. Првата работа е анкетата на Галу Брима. Анкетите на Галу Брима, почитувани гледачи, најдобро ги отсликуваат процесите, трендовите на македонската политичка сцена. 2005 година, декември 2005 година, на анкетите на Галу Брима беше последното водство на СДСМ под водство на Владо Бучковски пред Никола Груевски во јули месец 2005 година дојде на власт во Република Македонија, јули 2006 година. Тоа толку го нервира, толку го вади од контрола Никола Груевски, што во декември 2005 година, бидејќи не е задоволен од анкетите на Галу Брима, тој пишува отворено писмо до менаџментот на Галу Брима во Лондон и се жали дека анкетите на Галу Брима се направени по нарачка на СДСМ и на Владо Бучковски.
Декември 2005 година Македонија го добива кандидатскиот статус. И врз база на тој добиен кандидатски статус од Европската Унија, за последен пат пред доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт, односно паѓањето на СДСМ од власт, СДСМ води на анкетите под водство на Владо Бучковски. Тоа е временски период кога Владо Бучковски наместо да направи предвремени избори, го продава ЕСМ, односно Електростопанство на Република Македонија, и ги губи изборите на 5 јули 2006 година. 2017 година за прв пат води СДСМ после промена на власта, после настаните на 27 април, после давањето на мандатот на Зоран Заев и правењето на владата со Дуина Али Ахмети, некаде 3 месеци по формирањето на владата, тоа е летото 2017 година, за прв пат на анкетите на Галу Брима, после 10-11 години, во водство е СДСМ во однос на ВМРО-ДПМН. И сегашната анкета на Галу Брима покажува водство на СДСМ, некаде околу 3% во однос на ВМРО-ДПМН. Затоа велам, тие анкети на Галу Брима секоја се најдобар лакмус на процесите кои се случуваат во Република Македонија. Може да ви се допаѓаат тие анкети, можете да не ви се допаѓаат тие анкети. Меѓутоа секогаш кога сакате да анализирате одредени анкети, најдобро е тоа да го правите со анализа на анкетите на Галу Брима, како што велам, тие се најдобар показател на процесите кои се случуваат во Република Македонија. Сега на новата анкета, почитувани гледачи, ќе прочитам бројките. Зоран Заев на анкетата на Галу Брима има рейтинг 12,6%. Христијан Мицкоски има рейтинг од само 6%. СДСМ, нова најнова анкета на Галу Брима, има рейтинг 18,9%. ВМРО-ДПМН има рейтинг 16,3%, што значи некоја разлика од 2,6%. Ако на овој рейтинг или оваа бројка на СДСМ се додаде рейтинг на партијата БЕСА, која е во коалиција со СДСМ, а партијата БЕСА има рейтинг од 3,9%, тоа значи дека коалицијата на СДСМ и БЕСА има рейтинг од 22,8%, што значи некаде 6,5% разлика на рейтингот на коалицијата предводена од СДСМ во однос на рейтингот на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. И ова се случува во еден период кога изминатите 3 или 4 месеци имавме бегство на Саша Мјалков. Имавме афера со Драги Рашковски. Имавме неуспешни преговори за добивање датум за преговори или отпочнување на преговорите со Европската Унија. Имавме бугарско вето. Имаше мноштво на афери во Република Македонија и ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски не успева да ги искористат сите тие афери, сите тие фаули, сите тие проблеми кои ги има направено македонската влада, и на анкетите на Галу Брима македонската влада, односно коалицијата предводена од СДСМ заедно со партијата БЕСА, има предност во однос на ВМРО-ДПМН повеќе од 6%. И тие бројки отварат најмалку две прашања. Првото прашање за лидерство во ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски има рейтинг од 6%. Тој е бетониран рейтинг. Од 100 анкетирани, само 6 имат позитивно мислење за Христијан Мицкоски. И Христијан Мицкоски ВМРО-ДПМН се обидува преку стратегија на хуманизација да поправат нешто во делот на неговиот низок рейтинг, на неговиот низок лидерски капацитет. Чистеше снег, правеше скара со неговите деца. Беше болен од ковид, го поправаше прозорот во ковид центарот на државната болница и ништо не се смени. Бетониран е рейтингот на Христијан Мицкоски. Рейтинг од 6% на лидер на опозиција, вакви услови кога владата прави сериозни промашувања, значи одење во политичка пензија. Со Христијан Мицкоски, тоа што ви го кажам, изминатите 2 или 3 години, со рейтинг негов од 6% ВМРО-ДПМН не може да победи на ниту едни избори во Република Македонија. Тоа го покажуваат бројките и тоа го покажуваат процесите кои произлегуваат од бројките на анкетите на Галу Брима. Дали со вакви бројки Христијан Мицкоски ќе се осмели да ги бойкотира локалните избори? Дали ќе бидат закажени на 15 октомври, дали ќе бидат закажени за крајот на октомври, небитно. Меѓутоа бројките не одат во корист ниту на Христијан Мицкоски, ниту на ВМРО-ДПМН. Минатата година, иако на 23 октомври во Штип рече дека Македонија се брани на локалните избори во Штип, еден месец подоцна, бидејќи рейтинг резултатите нема да ја во корист, тој ги бойкотираше изборите во Штип. Дали сега Христијан Мицкоски исто така размислува за да се спаси својата фотелја да ги бойкотира локалните избори на ниво на Република Македонија? Ако Оливер Дерковски минатата година не сакаше да спроведе одредена политика во корист на Христијан Мицкоски и во корист на барањето на ВМРО-ДПМН и беше сменет од позицијата прв човек на Државната изборна комисија, ќе видиме како сега ќе се однесува Александар Даштевски. Александар Даштевски како прв човек на онаа агенција за борба против дискриминацијата му овозможи алиби на Никола Груевски да побара политички азил во Република Унгарија.
Поради тоа тој беше донесен на чело на државната изборна комисија како лојален војник на Никола Груевски, на Христијан Мицкоски, на ВМРО ДПМН. И сега ќе биде клучно, почитувани гледачи, кој во своите раце ќе го има далечинското за да може да го контролира, за да може да го командува Александар Даштевски. Дали тоа ќе биде Никола Груевски, дали тоа ќе биде Христијан Мицкоски, дали тоа можеби ќе биде власта, бидејќи во кулуарите се слуша за одредени афери кои се поврзани со името на Александар Даштевски, например неговата магистарска теза или како е направена неговата магистарска теза. Тоа го спомнавме во интервјуто со Филип Петровски, меѓутоа власта располага со одредени информации. Затоа велам, ќе биде многу интересно да се види дали Александар Даштевски ќе биде под контрола на Никола Груевски, Христијан Мицкоски или можеби во раците на македонската власт сепак ќе се најде далечинското преку кое ќе го контролират работењето на Александар Даштевски. Освен можен бојкот на изборите, Мицкоски ќе има проблем со пописот во Република Македонија. Тој треба да почне на 5 септември и да заврши на крајот на септември. Крајот на пописот во Република Македонија се совпаѓа со почетокот на кампањата за локалните избори. Што може да прави Христијан Мицкоски во однос на пописот и во однос на локалните избори? Ако зборува против пописот, ќе ги наруши своите односи со Американската амбасада, односно со Калето во Република Македонија. Ако не зборува на пописот, тогаш ќе му возможи на Димитар Апасиев и на Левица да го дуплираат најмалку својот рейтинг во однос на парламентарните избори, бидејќи кампањата на Димитар Апасиев и на Левица ќе биде да не се отвара врата и да се бойкотира пописот во Република Македонија. И трето, ако Христијан Мицкоски говори против пописот и бара бойкотирање на пописот во Република Македонија, тогаш на стаклени нозе ќе биде неговата коалиција со партијата Алтернатива на албанците и партијата на Зијадин Села. Тоа е значи трилингот или тоа е некаква рамка во која ќе се движи Христијан Мицкоски. Ниту може да говори против пописот, ниту може да бара бојкот на пописот, бидејќи ќе ги наруши своите односи со меѓународната заедница. Ако тоа не го прави, ќе има возможност на Димитар Апасиев и на Левица да му водат кампања и да му зимат дел од гласачкото тело која бара да се бојкотира пописот во Република Македонија. И на крај, ако сепак се реши да бара бојкот на пописот во Република Македонија, Христијан Мицкоски тоталка ќе ги поништи или ќе ги уништи своите односи или својот коалиционен капацитет кај албанските коалициони партнери, односно кај албанската опозиција во Република Македонија. И тоа е всушност прашалникот кој виси врз Христијан Мицкоски. Затоа за Христијан Мицкоски најдобро ќе биде, ако веќе не може да оди на бојкот на локалните избори, тогаш колку може подоцна да ги пролонгира локалните избори во Република Македонија и тие да бидат колку е можно подалечени од завршување на пописот во Република Македонија. Ако може да направи локални избори во ноември или во декември, ќе биде одлично за Христијан Мицкоски, тогаш може да бара поради некаков делта вирус во Република Македонија да се пролонгираат тие избори. Меѓутоа, спојување на пописот и локалните избори во некој период од 15 дена е катастрофално сценарио за Христијан Мицкоски. Ниту ќе бара бојкот на изборите, ниту ќе може да збори против бојкот на изборите и ќе има катастрофален влез во кампањата за локални избори. Во таа кампања ќе биде прегазано Димитар Апасиев кој ќе бара бојкот на изборите во Република Македонија. Гледате, тоа е краткорочноста на политиката. Христијан Мицкоски му фрли гума за спасување на Зоран Заев, кога оваа пролет беше пролонгиран пописот во Република Македонија. И сега за очекување е Зоран Заев да му возврати на Христијан Мицкоски. Бидејќи ако Зоран Заев не му возврати на Христијан Мицкоски, ако сега Зоран Заев не му фрли гума за спасување на Христијан Мицкоски, Христијан Мицкоски ќе падне како зрела крушка во ВМРО ДПМН. Затоа сега очекувам дека Зоран Заев ќе возврати на фрлената гума за спасување од Христијан Мицкоски некаде пред 4 месеци и ќе му помогне на Христијан Мицкоски колку може помалку оштетен да ги преживее локалните избори во врвот на ВМРО ДПМН. Ова недела се случува и средбата на американската амбасадорка Кейт Мири Бърнс со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Таа средба ја објави Кейт Мири Бърнс на својот твитер налог. Или како што напиша амбасадорката, се сретнале со лидерот на опозицијата и таа го брифирала за содржината на екзекутив ордер на американскиот претседател Џо Бајден. Тие извршни наредби на Џо Бајден се некаде од пред 45-50 дена уште пред изборите во Република Бугарија. Значи требаше да помина 45 или 50 дена за Калето и амбасадорката Бърнс да најди време да се сретни со лидерот на опозицијата и да го брифира за содржината на тие извршни наредби на Џо Бајден.
Во соседна Бугарија, иако падна од власт Бојко Борисов, имаше средба со Херо Мустафа, амбасадорката на Соединетите американски држави во Република Бугарија, само 2 или 3 дена после тие извршни наредби на Џо Бајден. Тука во Република Македонија, Кейт Мери Бърнс чекаше 45 или 50 дена да најди време во својот распоред да има средба со Христијан Мицкоски. Во меѓувреме и Филип Рикер и господинот Палмер беа присутни во Република Македонија. Имаше прослава, имаше тркалезна маса по повод 3 години од потпишување на Преспанскиот договор во Република Македонија. Ниту Христијан Мицкоски беше поканет на таа прослава или тркалезна маса посветена на Преспанскиот договор, ниту имаше средба со Филип Рикер, ниту имаше средба со господинот Палмер, иако самиот кажува дека е на дневна телефонска комуникација со господинот Палмер, и дури после 45 дена по објавување на тие извршни наредби на Џо Бајден, калето е американската амбасада и американската амбасадорка, иако не е заминета на годишен одмор, наоѓа време и се среќа со лидерот на опозицијата. И како што пише во својот Твитер налог, или како што пише на својот Твитер налог, се сретнала и го брифирала. Значи не разговарале, не размениле ставови, туку се сретнала и го брифирала. И мислам, почитувани гледачи, дека таквата формулација е објавена од Кейт Мери Бърнс, за да не биде спекулирано на овие гулаш медиуми со средбата помеѓу Христијан Мицкоски и Кейт Мери Бърнс. Бидејќи како што објавуваат тие гулаш медиуми, на секои 10 дена ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски прават ново парламентарно мнозинство. И некаде од почетокот на оваа година имат направено барем едно 20 парламентарни мнозинства, уште малку ќе стигнат и до двотретинско парламентарно мнозинство, и за да не биде спекулирано, за да не бидат пласирани лажни вести на овие гулаш медиуми, Кейт Мери Бърнс дава една брутална порака на својот Твитер налог, дека се сретнале со лидерот на опозицијата и таа го брифирала. Го брифирала што е содржината или суштината на тие извршни наредби на Џо Бајден. Во основа, средбата веројатно искористена на Кейт Мери Бърнс да му прати порака на Христијан Мицкоски што треба да прави, а што не треба да прави на македонската политичка сцена. Такво соопштение се дава после таква средба, кој вие ќе се сретнете со лидер на опозицијата и ќе му кажете до каде може да оди. Гледате, мукла, штама во нивните медиуми, штамна од ова завиша филм групација. Нели Кейт Мери Бърнс беше готова, нели тие растура, нели тие победуваа, нели со ова акција на ДЕА беше падната власта во Република Македонија. И одеднаш имате средба на амбасадорката со лидерот на опозицијата, каде што амбасадорката му кажува што треба и што не треба да прави во наредниот временски период. Се сеќавате, почитувани гледачи, колку средби имале американците со Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци? Кога биле последен пат на ручек во Кавадарци со Митко Јанчев? Дали Митко Јанчев беше поканет на 3 годишнината од Преспа? Дали Филип Рикер или Метју Палмер, кој беа во Република Македонија, а претходно не пропушта можност да ручат или да се сретнат со Митко Јанчев, беа на средба со Митко Јанчев? Митко Јанчев е очигледно пуштен из вода од страна на американската администрација. И нели тука се постава прашањето каде е грешката на Митко Јанчев? Очигледно дека американците го имат фатено Митко Јанчев како бара средба со руската амбасада и како бара контакт со Лукойл за да може да добие франшиза на Лукойл за отварање на бензинска пумпа во негова сопственост во близината на Кавадарци. Бидејќи е снимен од американската администрација, бидејќи е снимен од американската амбасада, Митко Јанчев е пуштен од американците низ вода. Пуштен и од русите низ вода. Ниту добива франшиза за отварање на бензинска пумпа на Лукойл во Кавадарци, ниту има добра комуникација со американската амбасада. Тоа е кога вие ќе си ги прецените можностите. Тоа е кога вие сметате дека сте мандрак, а всушност не можете да играте ни во општинска лига фудбал. Со обиде да ги подобри односите со русите, со обиде да прави танге-франги или бизнес релации со русите, со обиде да добија франшиза на Лукойл, ветувајќи им дека дневно ќе прода по 2 цистерни бензин или нафтени деривати на Лукойл на негова бензинска пумпа која сега планира да ја гради, американците знаат за тоа. Американците го документирале, американците го снимале и сега го пуштаат низ вода. И всушност долго време го толерира Митко Јанчев. Знаете, американците функционират на еден многу интересен принцип. Нив им беше многу битно да видат до каде може да стигне мрежата на Сашо Мијалков и на Никола Груевски. До каде може да оди метастазата на таа мрежа на Никола Груевски, кој се уште му е лојален на Никола Груевски. Преку кого Никола Груевски ги добива информациите. И во еден временски период, американците сваќаат дека тие информации од нивните средби со Митко Јанчев завршуваат кај Никола Груевски.
Бидејќи никој од Американската амбасада не ги пласира тие информации кај Никола Груевски, остануваат две можности: Никола Груевски понатаму да прислушкува или Митко Јанчев да му ги пренесува информацијата на Никола Груевски од средбите што ги има со Американската амбасада или со представници на Американската амбасада. И тука е проблемот на Митко Јанчев. Затоа Митко Јанчев е пуштен из вода. Допред една или пред 2 години тој беше кандидат за лидер на ВМРО-ДПМН. Беше восприман како наследник на Христијан Мицкоски. Беше восприман како европска варијанта на Христијан Мицкоски и сега е пуштен низ вода. Пуштен низ вода бидејќи го документира дека човек е на Никола Груевски. Онаа средба помеѓу Никола Тодоров и Никола Груевски, која беше остварена во Будимпешта, која траеше 7 или 8 сати, таа средба е провалена во македонските медиуми преку Митко Јанчев, бидејќи на Митко Јанчев некој му имал ветено и му имал гарантирано дека ќе биде нов лидер на ВМРО-ДПМН. И бидејќи тоа не се остварило, Митко Јанчев пласира шпекулации и полуинформации за средба на Никола Тодоров со Никола Груевски во Будимпешта. Таа средба не е провалена ниту од Никола Тодоров, не е провалена ниту од Никола Груевски, туку е провалена од Митко Јанчев. Кој му има дадена задача на Митко Јанчев да ја провали таа средба, а таа е средба пред правење на одредена коалиција за можно менување на Христијан Мицкоски од страна на Мериот, коалицијата во Република Македонија, ќе покаже времето. Меѓутоа во овој временски период и во сегашни услови од кандидат да биде лидер на ВМРО-ДПМН, сега Митко Јанчев ќе мора со помош на Никола Груевски, со помош на неговото протеже Никола Груевски да лобира и да спонзорира за да може да биде кандидат на ВМРО-ДПМН за уште еден мандат градоначалник на општина Кавадарци. И така веќе видениот лидер на ВМРО-ДПМН, кој најави дека ќе прави онлайн протести, внимавајте, онлайн протести за рушење на Христијан Мицкоски, сега е сведен на вистинската роља, а тоа е да биде шпион на Никола Груевски. И сите информации кои ги добива преку овие ручеци, кафе пење со одредени представници на амбасадите на Соединетите Американски држави, Велика Британија, а посебно на Република Германија, бидејќи групацијата Синалко, која е стратешки партнер на Кожувчанка и со потекло од Германија, односно има германски капитал, Митко Јанчев е сега сведен на вистинската роља. Тие информации кои тој ги добивал, ги пласирал кај Никола Груевски. И Никола Груевски секогаш можел да има свежи тази информации што се случува во Република Македонија. Христијан Мицкоски и Митко Јанчев секогаш беа во конфликт. Со помош на Митко Јанчев, Никола Груевски секогаш го плашеше Христијан Мицкоски дека може да го смени на челната функција во врвот на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа никогаш на јавна сцена. Митко Јанчев и Христијан Мицкоски секогаш се боксира на јавна сцена, се омаловажува, се навредува. Кажува купишта на навреди на адреса на едниот или на адреса на другиот, меѓутоа никогаш на јавна сцена ние не бевме сведоци на конфликт на Александар Николовски и на Митко Јанчев. Александар Николовски е втор човек во врвот на ВМРО-ДПМН, заедно со Митко Јанчев беа подпредседатели во првиот мандат или во првиот состав на Христијан Мицкоски. Беа канцеларија до канцеларија во Белата палата Христо Татарчев. И сега ако направите одредена анализа, ќе видите дека луѓе блиски на Александар Николовски имаат милионски бизниси со фирми во Кавадарци. Имаат милионски бизниси на шпедиција со фирми во Кавадарци. И Митко Јанчев и Александар Николовски никош ги немаат нарушено своите односи. Напротив, секош биле во одлични односи. И тоа е таа групација на Никола Груевски. Со помош на таа групација, на Александар Николовски и на Митко Јанчев, Никола Груевски секош го држаше под контрола Христијан Мицкоски. Па дури кога Мериот коалицијата размислуваше и правеше анализи и планови како да освои власта во ВМРО-ДПМН или да ја преземе Белата палата, главната алатка или главната карта на која се играше беше Александар Николовски. Веќе знаете, вие да влезете во одредена зграда, да влезете во одредена палата, да влезете во одредена држава, некој треба да ви отвори врата, така паѓа и Цариград пред турските налети. Тој што требаше да отвори вратата во Белата палата беше Александар Николовски. Има неколку средби на представници на Мериот коалицијата со Александар Николовски, беше направен целиот план. За тој план е разговарано и со Јордан Орце Камчев, тоа е на средба која ви раскажав некаде почетокот на март. И од таа средба, додека трае таа средба со Јордан Орце Камчев, Митко Јанчев му се јавува директно на Никола Груевски. Со Филип Петровски бевме на разговор со Митко Јанчев и тој не ги потврди овие информации. Митко Јанчев цело време бил човек на Никола Груевски и цело време работел за Никола Груевски и цело време го информирал Никола Груевски и му ги пренесувал информациите. И така е заврши својата политичка кариера. Кога одош на Никола Груевски, сега ќе мора да го моли Никола Груевски и да спонзорира во врвот на ВМРО-ДПМН, да добие уште една шанса да се кандидира на локалните избори како представник или како кадар на ВМРО-ДПМН. Сега, за да може да пие кафе
со представници на американската амбасада. Може би со американската амбасадорка Кейт Мирибърс. Митко Јанчев ќе треба да спонзорира, да не речам да плаќа. Како што ќе треба да спонзорира за да биде кандидат на ВМРО ДПМН за нов градоначалнички мандат. Толку од Митко Јанчев, почитани гледачи. Го пуштија низ вода. Го пуштија низ вода, низ реката Лудамара, која тече низ Кавадарци. Читам на Твитер, преку лажните профили на мери од коалицијата на Твитер, дека на анкетите во општина Аеродром воден комшија, односно Ивица Коневски, кого нарекуваат комшија. Ако Митко Јанчев водел во Кавадарци, во општина Аеродром водел Ивица Коневски. Втор на листата бил докторот Камиловски, а фаворитот на Христијан Мицкоски за градоначалник на општина Аеродром Владко Перински имал 4 или 5 пати понисок рейтинг од Ивица Коневски. Иако вамо спонзорира Митко Јанчев, тука веројатно ќе треба да спонзорира Сашо Мјалков. И тоа му одговара на Христијан Мицкоски. Од една страна со такви спонзорства ќе го накитат како новогодишна елка, а од друга страна сепак ќе има одредени представници со кои ќе може да победи во одредени градски средини, да ја засили својата позиција, да има поголем број на градоначалници, бидејќи овие луѓе кои сега сака да се вратат во Белата палата, ќе треба да платат за тоа. Христијан Мицкоски во изминатите 4 години покажа дека не е имун на спонзорства, дека не е имун на плаќање. Затоа велам, ем ќе го накитат како новогодишна елка, ем ќе може да добие некое градоначалничко место повеќе, а со некое градоначалничко место повеќе ќе има поголеми шанси да остане на чело на ВМРО ДПМН по локалните избори. И сега ќе почне битката за тронот во врвот на ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски ќе биде најсреќен ако може да ги пролонгира изборите, или уште повеќе ако може да ги бойкотира изборите, локалните избори во Република Македонија, бидејќи ако нема избори, нема пораз. Ако нема пораз, тој ќе остане на чело на ВМРО ДПМН. Односно ќе може со своји делегати да спроведе конгрес кој ќе му даде нов 4-годишен претседателски мандат. Но ќе има и враќање во Белата палата, посебно од овие представници на мери од коалицијата. Представниците на мери од коалицијата сватија дека надвор од Белата палата имат многу мали шанси да учествуваат до процесите за избор на нов лидер на ВМРО ДПМН. Треба да се вратат во Белата палата за да може да учествуваат во процесите. Затоа сега ќе има многу плаќање, ќе има многу спонзорства, не само да станат кандидати за градоначалници, туку да се вратат во игра, да се вратат во процесите и да се вратат во Белата палата. Мене ми се чини, почитани гледачи, дека не само Зоран Заев, тука американската амбасада ќе играат на картата Христијан Мицкоски и ќе направат се, без разлика дали ги изгуби или ги добија локалните избори, анкетите вела дека ќе ги изгуби локалните избори, Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи логиката кажува дека наредната година би требало да се случат предвремени парламентарни избори. И ние ќе се обидеме да анализираме зошто ќе се случат предвремени парламентарни избори. Тие предвремени парламентарни избори му одговарат на Зоран Заев. Значи Зоран Заев ќе направи се после локалните избори, Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН и со Христијан Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН, со добиени локални избори, Зоран Заев да оди на предвремени парламентарни избори 2022 година. Зошто на Зоран Заев би му одговарале предвремени парламентарни избори 2022 година? Се разбира под предпоставка да победи на локалните избори. Ако не победи на локалните избори, тогаш ВМРО ДПМН или опозицијата би му барала предвремени парламентарни избори. Постојат најмалку 4 причини зошто на Зоран Заев, ако победи на локалните избори, би му одговарале предвремени парламентарни избори. Како прво, целосно да расчисти со Радмила Шекеринска. Целосно да расчисти со структурата на Радмила Шекеринска, не само во партијата, бидејќи Радмила Шекеринска сега е сменета од функцијата втор човек на СДСМ, туку Радмила Шекеринска да биде сменета од функцијата министер за одбрана и да биде целосно расчистено со нејзината структура. Под број 2, да расчисти со овие мали партии кои уценуваат владата на Зоран Заев, дали е тоа Павле Трајанов, дали е тоа Маја Морачина, дали е тоа ЛДП на Горан Милевски, тие партии веќе му прават проблем на Зоран Заев, најавија дека заеднички ќе настапат како коалиција овие три партии на локалните избори. Зоран Заев ќе направи се тие да имат многу мал коалиционен или изборен резултат, за да не може да поставуваат некакви барања, сигурни места на следните предвремени парламентарни избори. Под број 3, партијата БЕСА е веќе проблем за Зоран Заев. Има 4 пратеници партијата БЕСА. Со тие 4 пратеници во секој момент може да ја срушат владата на Зоран Заев. И тоа веќе представува сериозен товар околу нозете, да не речам сериозен товар околу вратот на Зоран Заев. И Зоран Заев ќе треба да направи, или ќе сака да направи се, партијата БЕСА да има многу помала тежина во таа коалиција, да не може со бројот на своите пратеници во секој момент да ја сруши владата на Зоран Заев. И под број 4, а најважно, да може да биде направена
предизборна коалиција, прва предизборна коалиција пред парламентарни избори на Али Ахмети Идуи, Зоран Заев и СДСМ. Ако пред 2 години главната битка на изборите не беше помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, туку беше помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети, Али Ахмети водеше кампања Албанец за премиер и на тој начин го намали изборниот резултат на Зоран Заев и на СДСМ, мене ми се чини дека со ова ребрендирање на партијата ДОИ, тоа ви го кажав пред 1 месец, дека Али Ахмети и партијата ДОИ прават се да дојде до едно предизборно коалицирање, а со тек на време и на едно политичко страснување на овие 2 партии на македонската политичка сцена. Ако има предварени избори 2022 година, голема е веројатноста Али Ахмети и ДОИ да коалицираат предизборно со СДСМ и со Зоран Заев. И тоа се 4 причини кои според мене се клучни ако победи на локалните избори Зоран Заев да бара предвремени избори 2022 година. И има уште 2 причини. Како прво, на Зоран Заев му јасно дека не може уште долго да го држи Христијан Мицкоски како англиски пациент на чело на ВМРО ДПМН. И под број 2, во текот на 2022 година, Зоран Заев и меѓународната заедница проектира дека е можно да дојде до договор помеѓу Македонија и Бугарија и откочување на преговорите на Република Македонија или почеток на преговорите на Република Македонија со Европската унија. И Зоран Заев ќе направи се. Нема да ја повтори грешката на Владо Бучковски. Ако дојде до договор со Бугарија и ако дојде до откочување на преговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија, Зоран Заев ќе оди на предвремени избори. Точно ќе ги темпира тие предвремени избори, кога рейтингот ќе му биде највисок и кога ќе отпочнат преговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија. Во целата оваа политичка конструкција штрчи името на министерот за внатрешни работи или министерот за полицијата Оливер Спасовски. Зоран Заев и струмичкото лоби никогаш нема да му простат на Оливер Спасовски неговото учество, неговата улога во политичката екзекуција на Драги Рашковски. Ако Оливер Спасовски кажеше дека Министерството за внатрешни работи има потреба од софтверот на Драги Рашковски, немаше Драги Рашковски да биде така брутално политички екзекутиран и да заврши во притворското одделение на Шутоа Рисели. Велам, Зоран Заев никогаш нема да му прости на Оливер Спасовски и максимум што Оливер Спасовски може да смета во мандатот на Зоран Заев да игра некаква роља или некаква улога на Радмила Шекеринска од 2004-2005 година. Кога ќе направите одредена политичка анализа, почитани гледачи, и кога ќе испоредите владењето на Бранко Цренковски, владењето на Зоран Заев и владењето на Лјупчо Георгиевски, на прв поглед Зоран Заев е многу посличен на Лјупчо Георгиевски и во однос на преговорите со Грција и во однос на преговорите со Бугарија. Меѓутоа, како технологија на владење, Зоран Заев е продолжена рака на Бранко Цренковски. И се она што го правил Бранко Цренковски, сега го прави Зоран Заев. Не само што пушта брада како Бранко Цренковски, туку велам како одредена технологија на владење. 2004 година, после падот на председателскиот авион на Борис Трајковски и после изборот на Бранко Цренковски на председателската функција, Бранко Цренковски сака да инсталира одреден политички триумвират во Република Македонија. Тој да биде председател на државата, Хари Костов како негов најблизок соработник да биде премиер на македонската влада како одредено непартиско решение, а Владо Бучковски да биде прв човек на СДСМ или да биде лидер на СДСМ. Радмила Шекеринска како втор човек на СДСМ да му прави обструкција на Владо Бучковски да не може да има амбиции да го смени Хари Костов, туку да мора да се бори и да мора да троши енергија да ги средува односите внатре во СДСМ, бидејќи обструкцијата кои ќе му ги прават Радмила Шекеринска, Тито Петковски и останатите мини кои тамо ќе ги осте Бранко Цренковски, кои му црпа целата политичка енергија. Само поради слабите нерви и политичкото неискуство на Хари Костов, тој политички триумвират не траеше подолго време. Да не ја поднесеш оставката Хари Костов поради оно спротеставување на Агрон Буџаку и оние преговори за територијалната организација на Република Македонија 2004 година, Никола Груевски ни 2006 година, а ни подоцна немаше да стане премиер на македонската влада. Тоа што таа 2004 година сакаше да го направи Бранко Цренковски, мене ми се чини дека сега сака да го направи Зоран Заев, да инсталира еден политички триумвират. Во рамки на тој политички триумвират, тој да има ролјата на Бранко Цренковски, да биде председател на Република Македонија, Стео Пендаровски да биде можен премиер на Република Македонија, да се случи тоа црногорско сценарио каде што Филип Војановиќ и Мило Џукановиќ ги менува своите позиции дали ќе бидат премиер или председател на Република Црна Гора, а лидер на СДСМ да биде Лјупчо Николовски. И тоа е тој политички триумвират кој Зоран Заев мислам дека сака да го реализира по инструкции или според технологијата на владење на Бранко Цренковски. На крајот на криштата или на крајот на денот Зоран Заев победува на изборите, доаѓа на власт по
по истиот модел како што тоа го прави Бранко Цренковски. Ако 2000 година Бранко Цренковски, 2000 према 2001 година, со помош на бомбите на Зоран Верушевски, аферата Големо Туво го симнува од власт Лупчо Груевски, Зоран Заев тоа го направи со вистината за Македонија, бомбите со кои го порази Никола Груевски, го испрати на гулаш, на политички гулаш во Будимпешт, односно во Република Унгарија. Зоран Заев ќе направи се да има предвремени избори 2022 година, бидејќи во изминатите 30 години во Република Македонија партијата која е на власт секогаш победува на претседателските избори, односно кандидатот за председател на државата на партијата на власт секогаш победува на претседателските избори. Затоа за Зоран Заев ќе биде исклучително важно да не дојде до поклопување на претседателските на парламентарните избори, односно на следните претседателски избори кои треба да се случат 2023 година, партијата на власт да го номинира или Стео Пендаровски или Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев рече дека сака да има два премиерски мандати кои нема да траат подолго од 8 години, тогаш има две можности пред себе. Или да заврши во политичка пензија, или да добие претседателски мандат. Мене ми се чини дека Зоран Заев ќе оди на претседателски мандат, а како компензација за Стео Пендаровски ќе му биде понудено да биде премиер на таа влада која би победила на следните парламентарни избори. Меѓутоа, мене ми се чини дека полека се создаваат устои во Република Македонија, тоа што Зоран Заев го кажа пред 6 месеци, да биде формирана влада по германски модел, партијата која ќе победи на изборите да го дава премиерот, партијата која ќе ги изгуби изборите да го дава министерот за надворешни работи, вице-премиерот, значи исто како што се прават владите или властите во Германија последните 10 или 15 години, дека таква власт ќе може да биде формирана многу полесно со Стео Пендаровски во споредба со Зоран Заев на чело на СДСМ. За да биде тоа реализирано, стрчи името на Оливер Спасовски. Нема место за Оливер Спасовски. Оливер Спасовски и Александар Николовски секој треба да ги анализирате како тандем. Ако Оливер Спасовски дојде на чело на СДСМ, тога се огромни шансите Александар Николовски да дојде на чело на ВМРО ДПМН. Имат неколку сврзивни ткива, неколку сврзивни елементи. И тоа не е само ова застава филм групација, туку е можната поддршка на Белград. Белград сигурно ќе инвестира и во Оливер Спасовски и во Александар Николовски. Белград сигурно ќе сака Оливер Спасовски дојде на чело на СДСМ, Александар Николовски дојде на чело на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, за да може да функционира некаква широка влада во која би били СДСМ и ВМРО, ќе биде многу поедноставно тоа да биде реализирано ако на чело на СДСМ биде Лупчо Николовски, а ако на чело на ВМРО ДПМН биде Тимчо Муцунски. И мене ми се чини дека после изборите наредната година Зоран Заев ќе направи се. Веќе нема да може да го брани Христијан Мицкоски, знаете, Христијан Мицкоски ќе биде пуштен низ вода, нема да може ни Заев, ни Калето, ни американската администрација да го бранат Христијан Мицкоски. И дека ние полека ќе се движиме на чело на СДСМ да дојде Лупчо Николовски, на чело на ВМРО дојде Тимчо Муцунски. Ќе биде многу интересно да видиме кој ќе биде кандидат на СДСМ на локалните избори во Команово. 30 години СДСМ нема изгубено на локални избори во Команово. Оливер Спасовски е втор човек на партијата, министер за внатрешни работи и доаѓа од градот Команово. И сите знаат, и на сите им е јасно дека Оливер Спасовски и сегашниот градоначалник од редовите на СДСМ во Команово, Максим Димитриевски, не се во добри односи. И постојат 2 или 3 можни разрешници на целата таа ситуација. Во еден временски период Оливер Спасовски и Максим Димитриевски се договорат и Оливер Спасовски да застане зад кандидатурата на Максим Димитриевски, што е мала политичка варијатност. Втората варијанта Оливер Спасовски да направи се да го елиминира политички Максим Димитриевски и Максим Димитриевски да не биде кандидат на СДСМ на локалните избори во Команово, но тогаш може да се случи Максим Димитриевски да излезе со своја листа или да биде независен кандидат на локалните избори во Команово. И под број 3, Максим Димитриевски сепак да победи во внатрепартиските битки и да биде кандидат на СДСМ на локалните избори во Команово. Меѓутоа, како тогаш Оливер Спасовски ќе биде втор или трет човек на партијата и ќе биде прв човек во градот Команово, ако не може да наметне свое решение како кандидат за градоначалник во својот роден град Команово. И тука ќе биде ребусот. Политичката разврска и политичката пресметка, ајде да речеме политичка пресметка на Зоран Заев и Оливер Спасовски, може да биде само пролонгирана, но таа мора да се случи. После расчистување со Радмила Шекаринска, наред доаѓа расчистување со Оливер Спасовски. Ако Зоран Заев е во политичка кондиција, ќе го прегази како шлепер жаба Оливер Спасовски. Но ако се случи Зоран Заев да има лош резултат на локалните избори, тогаш веќе може да биде интересно во таа политичка разврска во СДСМ. Ако дојде до политичка пресметка помеѓу Оливер Спасовски и Зоран Заев, на страна на Оливер Спасовски ќе застане и Белград, ќе застанат и просрпските структури во СДСМ и во Република Македонија,
Крилото на Александар Николовски во мора да помане, структурите на Радмила Шекерински, ова застава филм групација. На страна на Зоран Заев ќе застане Бранко Цренковски. Велам, таа политичка пресметка на Оливер Спасовски и Зоран Заев може да биде пролонгирана, таа мора да се случи. На крајот на денот Зоран Заев ќе направи се да исчисти партијата и од структурите на Радмила Шекеринска и од структурите на Оливер Спасовски. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, политичка анализа, отворивме многу прашања, кажавме многу работи и ќе оставиме времето да покажи колку од тие работи што ги кажавме, тие проценки што ги направивме, ќе се покажат како точни. Еден мој гледач, некаде пред 2 недели, под едно мое видео напиша дека правам солидни анализи и дека тие анализи се веродостојни или дека се точни околу 90%. И тоа е најголемиот комплимент кој сум го добил. Бидејќи структурите на ЦИА смета дека секоја анализа и секоја проценка со веродостојност и со точност од 9 до 11% е одлична анализа. И ако јас правам анализи со точност од 90%, тоа значи дека правам одлични анализи. Ако ви се допадна вечерашната анализа, ново дружење ви закажувам четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.